со законот. Како и секогаш. Благодарам. Почитувани колеги пратеници, сега го имаме пред себе предлог на Законот за измени и дополнување на Законот за земјоделството и рурален развој, прво читање, поднесен од пратеникот Пантинов. И повторно имаме истата слика, како и за претходната точка, на предлог на Законот за измени и дополнување на Законот за виното, прво читање, поднесен од истиот пратеник, каде што дискусиите на пратениците на СДСМ не им се слушаат, каде што не сакаат да ги чујат вањата на СДСМ и Зоран Заев, кои што ги даваат 2016-2017 година, кога повторно, сега, кога доаѓа моментот на вистината, каде што треба да гласаат за она што го ветува и излажаа во програмата за живот во Македонија, а која што стана програма за иселување, екзодус и заминување од Македонија, сега не сакаат, кога ги подсетуваме за нивните ветувања, кога ги повторуваме говорите на Зоран Заев дадени во плоштадите низ цела Македонија, кога ги цитираме говорите на Радмила Шекеринска од Битолско, од Ресенско, од Преспа, кога ги подсетуваме за нивните говори за оние кои што ги имаа ветувања за пченицата во Пелагонија, за оризот во Кочанско, за сточарството во Полошкиот крај и за секаде каде што има земјоделие и рурален развој во Македонија. Почитувани колеги од СДСМ, јас барам и ве подсетувам на вашите ветувања на страна 102 од вашата програма, на страна 102, да си го реализирате она што сте го ветиле во руралниот развој. Уште еднаш, тука имаме предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој. Јас ќе ве подсетам на вашите ветувања, на вашата обврска, на вашето зборот е збор, кое што сега стана лагата е лага од Зоран Заев. Вашата програма го предвидува следното. Страна 102. И ќе ги читам само насловите, нема целата програма, само насловите, затоа што ништо не е реализирано. Велите следново: рурален развој. Ќе спроведеме развој на потенцијалите во руралните средини, во соработка со руралното население. Цитат, со руралното население. Дами и господо од СДСМ, Македонија станува земја без рурално население. Македонија станува земја и без градско население. Го велите следново: обновување на селата во руралните средини. Еве го, стана 102. Каде ви е обновувањето на селата во руралните средини? Македонија, уште еднаш ке речам, станува земја без села. Тука имате предлог на Закон за измени и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој. Кажете ми едно село во Македонија кое што не депопулира во овие 2 години. Кажете ми едно село каде што има повеќе семејства, каде што има повеќе деца, каде што има повеќе џагор. Нема ни едно. Ако сакате, можеме да одиме општина по општина. Сакате ли да збориме за Конче? Сакате да збориме за Пекчево? Сакате да збориме за Чешиново, Блешево, за општина Зрновци, за Карбинци? Сакате да зборуваме за општина Василево, за општина Босилово, за општина Ново село? Сакате да зборуваме за општина Богданци? Кој рурален развој ќе го направите кога градско исчезнува вака како што сте тргнале за 10 години, не дај Боже, ќе треба да се укинува општината, зашто жив човек нема да остане со овие ваши политики? Каде ви е руралниот развој на Росоман? Каде ви е руралниот развој на Кривогаштани? Каде ви е руралниот развој на Новаци и Могила? Каде ви е руралниот развој на општина Дебарца? Во општина Дебарца со 40 села не може да има 25 првачиња. И вие ќе зборувате за рурален развој? Каде ви е руралниот развој на Другово, на Вранештица?
Каде е руралниот развој на Брвеница, на Боговиње, на Врапчиште? Каде е руралниот развој на Јегуновце? Општина Чачка, нема рурален развој. Општина Лозово, имате ли еден денар дадено за општина Лозово, каде што зборуваме за рурален развој? А градоначалникот таму отпушта жена која што е бремена. Каде е активот на жени во ова собрание? Каде е женското лоби да каже што направи градоначалникот на Лозово? Жена бремена е отпушта во сред бременост. Имаше претеничко прашање од колешката Ласовска на претенички прашања, но каде се сега невладините организации? Каде е ЗЕЛС? Каде е Министерството за локална самоуправа? Почитувани присутни, на страна 102 велите, уште еднаш ќе речам, обновување на селата во руралните средини. Македонија станува земја без села. Нема село, без разлика дали е Мислешево, дали е Дрслајца, дали е Ташмаруништа, дали е Делогожда, кој не се иселува. Екзодус се случува. Вевчан исто така. Вевчани минатата година дојде да има одвај 17-18 родени деца. Една паралелка не може да се направи во Вевчани, господа. И ние тука ќе зборуваме за рурални подрачја. Нема рурални подрачја со ова цунами кое што и се случува на Македонија. Велите понатаму во оваа програма под наводници зборот е збор на Зоран Заев, кој што стана лагата е лага. Велите развој на стопанства и предпријатија во рурални средини. Се видели нешто од тоа? Буквално ништо. Имате цел наслов, имате цело заглавие. Велите ќе обезбедиме финансиска поддршка за млади фармери преку грантови за стартување на бизнеси. Кој видел ајро од ова? Никој, никаде. Понатаму велите во вашата програма на страна 102, цела програма со наслов, велите во делот под Л, рурален развој, велите шема за мали земјоделски стопанства. Каде се тие мали земјоделски стопанства? Каде сме ги видели? Има ли човек да каже добар ден, јас тоа и тоа го дојав од владата на Зоран Заев? Буквално ништо. Понатаму велите управување со ризик. Управување со ризик. Еве тоа ви е на страна 103. Велите, цитирам од програмата на СДСМ, ќе формираме инвестицијски фондови за осигурување на посевите, животните и растенијата. Направено ли ова? Не е направено. Реализирано ли е? Не е реализирано. Еднаш ќе го прочитам вашето ветување. Велите, ќе формираме инвестицијски фондови за осигурување на посевите, животните и растенијата. Не е направено ништо. Тој кој што сака да реплицира, бујрум нека си се јави. 50 души има пратеници на СДСМ, еден нек се јави да реплицира. Велите, во ред ќе спориме, нема проблем. Ќе воведеме фонд за стабилизирање на приходите како надомест при значаен пад на приходите на земјоделците. И така натаму, и така натаму. Каде е ваше воветување, колеги, каде што велите инвестиции во физички средства? Нема никакви инвестиции во физички средства. Ветувањето на СДСМ и Зоран Заев во делот на физички средства е, цитирам, ќе дадеме поддршка од максимум 90% од инвестицијата за подобрување на ефикасноста и одржливоста на земјоделското стопанство. Почитувани колеги од СДСМ и од владеачкото мнозинство, сакам да ве прашам, дали има еден човек во оваа Македонија, која што сега може да има 1.800.000 жители, а може би и помалце, кој што видел поддршка од 90% од инвестицијата за подобрување на ефикасност и одржливоста на земјоделското стопанство. Ова го ветувавте. Покаже еден човек во Македонија кој што видел аеродова.
освен од оние 100% кои што добива од фонд за иновации, а ги знаеме сите. Таму не 90%, таму 100%, ама по 200-300 евра. Затоа, почитувани присутни, никој за ништо, ни за земјоделие, ни за екологија, ни за економија, ни за пензии, никој ништо не е. Ви благодарам. Тоа влада на Зоран Заев. Бедјане Китев, реплика.